по нормализирање на работите. Добивате ваучер за извинички настан за истражувачки ровери, наречен Авантура на планина. Досега сме имале такви настани, така што знаете прилика како би изгледал тој. Доколку имате некои прашања во врска со наградата, може на крај на сесија да ги одговориме или пак било кога на Facebook, на Instagram и слично. Нашата денешна сесија ќе биде на темата состојки за раст во извидништвото. Како гостин го имаме Горан Ѓоргиев. Мислам дека нема потреба да го представувам, бидејќи повеќето од вас го знаат. Поранешен генерален секретар на Сојуз на извидници на Македонија од 2013 до 2018 и уште многу позиции кои што веројатно би ми требало пола час да ги кажувам. Така што сега би го предала подиумот кај него. Благодарам, Александра. Здраво на сите. На сам почеток да кажам благодарам за поканата. Особено ми е драго да ве видам после некое време, не сум видел многу од вас веќе подолго време. А уште подраго ми е тоа што поводот е да разговараме за една многу важна тема, како што е растот во извидништвото. Со оглед дека имаме нешто помалку од 55 минути сега, веднаш ќе поминам на темата и самата тема е структурирана, самата презентација и оваа сесија е структурирана на тој начин што ќе може да имаме и интеракција и да зборуваме едни со други повеќе за оваа важна тема. И на самиот почеток би сакал да ве поканам да размислите зошто е важно всушност да имаме, зашто е важно да растеме. Така да за оваа прва интеракција ќе ве поканам во чатот, слободно да ми пишете зошто е важно да растеме како организација. И јас ќе чекам во чатот да прочитам неколку. Марче има нова глава и имаме прашање од Мија за активностите подетално. Ова ќе биде одговорено подоцно. А сега очекувам од вас да пишете зошто е важно, според вас, да растеме. Заради порастот на потребите на младите, одлично. Динамика на општеството. Некој друг? Зошто треба да растеме? Што ни фали овака како што сме? Зголемување на кадрите на организацијата, затоа што растот е предиспозиција за понатамошен развој, одржливост на сојузот. Одлично. За да можат повеќе луѓе да добијат можност да се надоградат, затоа што сме движени и одиме нон-стоп напред. Браво. Супер. Сите овие одговори се точни. Раст во членство. Да, раст во членство. Оваа сесија е за раст на членство или membership growth. Зошто е важно да растеме. И сите овие одговори кои што ги дадовте се точни. И е многу важно да потенцираме еден дел од нив. И всушност ќе работиме во наредниот еден час за тоа да потенцираме како да ги постигнеме и преку нив. Најчесто кога луѓето слушаат за раст на членство, се поврзуваат на токму тоа. Колку повеќе млади го искусат извидништвото, колку повеќе создаваме подобар свет. Или тоа е мисијата на извидништвото, да создадеме, дека извидништвото ќе биде светската водечка организација за едукација на млади. И тоа е нешто што се поврзува со импактот. Но многу е важно и целта на оваа сесија, кој што реков, тоа е да зборуваме и за останатите две категории кои што се исклучително важно. Значи, кога би го мапирале зошто растот е важен, постојат три столба. Првиот е мисијата, вториот е одржливоста на организацијата и третата е влијанието или импактот кој што го имаме како организација во општеството. За првиот, мислам дека е доста јасно и дека сите го разбираме, колку повеќе извидници има во светот,
толку светот ќе биде подобро место за живење. Или всушност тоа е мисијата, она зашто работиме како извидничка организација. Но понатаму, доколку се направи истражувањето, кое што може да го видите, ова е нажалост на англиски, се надевам дека ќе го разберете. Ова истражувањето од повеќе од 90 организации, извиднички организации во светот, зошто според нив е растот важен. Може да видите да го видите моментот на одржливост, како растот директно придонесува во одржливост. Значи покрај тоа што социјалниот импакт е важен за една организација и за извидничките одреди, исто така е многу важно растот бидејќи придонесува на финансиската одржливост, на институционалната одржливост, програмска одржливост и одржливост на средината во која што тие функционираат. И ќе навлеземе во овој детал како може тоа да го постигнеме преку раст. На крајот, пред да почнеме да подлабоко влезуваме во кои се тие состојки кои што може да придонесат во раст, ова е еден од цртежите кои што често ние го покажуваме кога зборуваме за раст. Тоа е дека растот не е нешто што треба да биде дополнителна нов проект или нова работа која што треба да го имаме во нашите одреди или нешто што треба од почеток да го градиме. Напротив, растот е нешто што треба да биде вметнат во секоја размислување, во секоја стратегија, во се што ние правиме како организации, и тоа нас не овозможува и не поттикнува да бидеме многу поуспешни и многу полесно да стигнеме до целта каде што стремиме. Во ред. Тука моментално ќе направиме една мала пауза. На линкот кој што го гледате и кој што ќе го ставам сега во чатот, исто така може да идете на овој Padlet, тоа е одна платформа на која што би сакал да одговорите што треба да направиме според вас за да го зголемиме нашето членство. Значи доаѓа во чат линкот. А јас моментално ќе отидам директно таму и ќе ги чекам вашите одговори, кои што заедно ќе ги погледнеме и разговараме на нив. Зошто е важно? Зошто, како можеме да постигнеме раст на членство, според вас? На овај плюсов тука треба да стегнеме и да додаеме коментар? Да. Добро. Моментално е неколку. Доколку видите дека веќе постои коментарот, може да ставите нов коментар или да објасните под самиот коментар што повеќе можете да придонесете за отварање. Можам да го видам овде инклузија, атрактивна програма, школи за водачи за генерирање на повеќе капацитети кои би ги воделе новите потенцијални членки, отварање на нови одреди, промовирање на извидништвото, медиумска покриеност на нашето движење, подобра промоција. Во ред, ќе оставам уште една минута, слободно. И овој Padlet ќе биде отворен, затоа и овде го правиме ова, бидејќи ќе се вратиме и ќе ви остане на крајот на настанот за нешто ако долку сакате да размислувате понатаму и да продолжите да развивате активности кои што би ги таргетирале сите овие работи, ќе може да го оставите на оваа платформа. Имаме нов атрактивен имидж, подобра промоција неколку пати, промовирање на извидништвото, атрактивна програма, подобрување на имидж. Одлично. Колаборација со слични организации. Веќе можам да видам неколку што се повторуваат дека се блудирани. Во ред. Нов имидж, нов атрактивен имидж за окото на младиот човек. Супер.
ова е едно множество на ваши размислувања, кое што не е толку далеку од, мислам, доколку решите утре дека ова ќе бидат активностите на кои што ќе работите за да постигнете раст, многу веројатно е дека ќе постигнете одлични резултати. Сега, за да тоа е систематизирано и за да имаме еден модел кој што ги поддржуваме сојузите и одредите да го применуваат, ние создадавме листа на состојки за раст, кои што докажано придонесуваат, кога се комбинираат едни со други, придонесуваат или сигурно доведуваат до раст. И ќе позборуваме за сите тие состојки кои што докажано придонесуваат кон раст на членство. Ќе се вратиме назад на презентацијата, овој падлет ќе остане активен. Може, доколку сакате во тек на сесијата дополнително да коментирате и како што кажав, на крајот ќе остане активен за да може да развивате дополнителни програми и да работите на него. Во ред, повеќе од година и пол на светски рамки, а и во Европскиот извиднички регион исто така, се работеше на идентификување на кои се тие состојки што универзално придонесуваат за раст. Односно, растот е толку голема, широка тема, која што не е дефинирана и понекогаш е многу тешко да знаеме на што треба да се фокусираме. Имавте одлични коментари, има многу размислувања кои што велеа програмата е најважното, тоа е нашиот бизнис, доколку имате добра младинска програма, тебе не ти треба ништо друго, бидејќи тоа е најважно. Но неколку пати се докажа низ историјата изминатите 50 години дека тоа не е секогаш така. Може да имате одлична програма, но повторно да не растете. И тоа е еден од примерите зошто е оваа листа на 7 клучни состојки за раст развиена, која што ќе поминеме сега, ќе презентираме на вас, а потоа ќе имаме простор за дискусија. Значи, во наредните 15 минути ќе поминеме низ овие 7 клучни состојки за раст и доколку сакате да прашате нешто или да искоментирате, слободно ве молам да ја користите опцијата за подигнување на рака и јас ќе прекинам и ќе може да разговараме по-конкретно. Као што реков, на крајот, откога ќе поминеме ни сите овие 7 состојки, повторно ќе имаме можност, бидејќи ќе работиме во група на неколку задачи како резултат на ново стекнатото, се надам, знаење преку оваа сесија. Да не должам многу, ќе поминеме на првата состојка. Може да погодите, тоа е квалитетна програма. Програмата е една од најосновните состојки кои што гарантираат раст. Доколку немаме добра програма, многу е веројатно да младите луѓе кои што доваѓаат кај нас на извидници, не остануваат на извидници. Си одат, не се заинтересирани и придонесува на еден куп други сегменти како имиджот и други перцепции од општеството за нашата организација. Но самата програма, освен со што треба да биде нормално вклучувачка, забавна и релевантна, треба да одговара на очекувањата на потребите на младите и треба да вклучува младинска вклученост и ангажман. И ова се клучните 3 работи кои што квалитетна програма нема компромис. Мора да ги обезбедува за своите членови. Што значи вклучувачка, забавна и релевантна? Значи дека треба да младите кои што доваѓаат на извидници треба да бидат активни, да им дава интеракција, да ги вклучува во нови предизвици, да има прогресивна рамка и тоа е нешто на кое што јас барем многу сум горд на сим, бидејќи програмата како таква доста убава рамка се произведе во изминатите неколку години. Но е задачата на одредите сето тоа да го имплементираат и да го постават на сила во својата работа со водачите. Да одговара на очекувањата и на ги правиме, треба да се нешто на кое што навистина им треба на младите. Не само дека младите сакаат, туку им треба исто.
и на крајот е дека треба да биде произведена и да се имплементира со младинска вклученост и ангажман. Во случајот на Македонија кај нас тоа не е голем проблем, бидејќи ние имаме релативно исклучително млади водачи. Така да нивната вклученост во имплементацијата на програмата е апсолутно многу голема. Покрај овие три клучни, постојат и една голема низа на мини акции околу програмата, кои што одредите треба да ги имате во предвид за кога сакате да растете. А тоа е работење на диверзитет и креирање на програма кој што се за таргет групи кои што невообичаено се дел од вашиот одред. Тоа може да биде иновативни времења на состаноци за време на училичен част или придружба на формалното образование и така натаму. Тоа е една голема листа на мини активности кои што може да ги користите и доколку се разбира сте заинтересирани, може да зборуваме по некои понатамошни едиции на овие онлайн програми. Заклучок, многу полесно може да растете членство доколку имате добар продукт и доколку тој продукт е добро имплементиран. Во ред, не гледам ниту една дигната рака, значи може да поминеме на втората состојка. Втората состојка се возрастните во извидништвото. Тоа се водачите, тоа се нашите возрастни кои што се во одредите и помагаат, тоа се сите ваши началници, старешинства, родителите кои што ви помагаат во одредот и сите останати возрастни. Значи возрастните исто како програмата се втората клучна состојка. Без возрастни во извидништвото не можеме да растеме, бидејќи тие се апсолутно линкот дека за да може да растеш треба да има некој да ги води децата и затоа и имаше одлични коментари, треба да тренираме повеќе водачи. Но тоа е една од најголемите замки во кој што многу одреди и сојузи прават грешка. Тренингот е само една од алатките за менаџирање на возрастните во извидништвото и може да видите на овој слайд неколку клучни процеси кои што треба секој од одредите да има човек кој што води сметка за тоа и се грижи дека тоа е размислувано и адресирано правилно. Започнува со атракција и регрутација. Каде ги наоѓаме возрастните, каде бараме водачи, како водачите стануваат водачи кај нас воопшто. Дали родителите им се нуди да бидат водачи, дали премногу не е комплициран системот, дали премногу не се млади водачите, зошто не земаме водачи кои што немаат никакво искуство и им даваме искуство и веднаш може да почнат да водат. И така натаму. Можностите се и практиките низ светот се навистина многу различни и има одлични примери како може атракцијата и регрутацијата да сменат буквално нов колосек да развијат за раст на организацијата. Вториот момент е воведот и запознавањето. Многу често имаме водачи, ги донасаме, ајде оди на школа на водачи, честитки, имаш патрола и директно ги втуркаме во така наречен оган или во ситуација во која што тие немаат вистински вовед или запознавање. Воведот и запознавањето е многу важен чекор за возрастните да се чувствуваат самоуверени и да ја разбираат приказната на извидништвото и зошто е важно и зошто е важна нивната улога во развојот на младите и на извидништвото. Потоа е тренингот. Тренингот треба да биде ефективен и според исто така прилагоден на потребите на возрастните. Живееме во времења кои што се многу динамични, брзи, веќе многу држави не може да се дозволат возрастните да бидат по 7 дена на Woodbatch тренинг или да имаат 5-7 тренинзи па да станат водачи.
постојат курсеви, креш курсови кои што стануваат онлайн едукација за да станат водач, за како да се грижат за безбедноста на младите, модуларни тренинзи, навистина постојат многу модели кои што го леснуваат тој тренинг на возрастните и го прават поефективен за да бидат спремни да почнат да ги поддржуваат младите или да водат младите како водачите како најважен линк за раст. И тука почнува приказната, не завршува. Потоа, откако возрастните добиваат тренинг, треба некој да се грижи дека тие се ефективно поддржувани, односно да ги менаџира. Кои се да се постават цели, што возрастниот, што водачот сака да постигне до крајот на наредната година. Кои се тие цели? Која поддршка му треба на водачот за да ги постигне тие цели? Кои ресурси му требаат? И така натаму, и така натаму. Значи, некој постојано од време на време да го прашува како ти оди, како можеме да те поддржиме во ова. Значи, буквално ова е една од задачите често на началниците во одредите, кое што многу често забораваме да ја правиме, бидејќи нашите водачи се супер, возрастните ни се звезди и тие знаат се и нема потреба да ги поддржуваме бидејќи се супер звезди. Тие се супер звезди, но менаџирањето и поддршката во тој процес е многу важно. Тоа придонесува всушност во наредниот чекор, односно за задржувањето, да тие возрастни по тој циклус останат, односно земат нова патрола, земат нова функција, станат началник, отворат нови патроли и така натаму, а не си заминат. Кога дојде на факултет, што може да прави, која се опциите за еден млад возрастен човек кога доаѓа на факултет, како тој може да остане активен, односно да се креира план дека секој кој што ние во организацијата, ние ќе дадеме се да понудиме да тој остане активен во нашата организација. И нормално перформансот и задоволството. Како да ги направиме нашите возрастни луѓе да се чувствуваат дека се ценети, дека ни се важни, наградени и да бидат среќни. За ова исто така постојат еден куп ресурси кои што може да ги читате. Силно ви препорачувам, доколку сакате, погледнете го циклусот на возрастни во извидништвото. Ова е една шема, повторно на англиски, која што објаснува како еден возрастен човек од самото вклучување во извидништвото треба да се поддржува до неговото напуштање. Како што може да видите на самата табела на крајот, тие се decision for the future или одлуки за иднината, каде што ние на секогаш по еден циклус, една патрола или водач, даваме опции дека може да земете нова патрола, сакате да се пензионирате, народски кажано, или останете поддржуваш на извидништвото, кога имате повеќе време повторно вклучете се, или ајде да ви најдеме нова функција. Не се сите добри, не сите сакаат да бидат водачи, што може да направиме за вас. Секогаш да имаме опција која што може да им ја даваме. Третата состојка е комуникацијата. Може да бидеме ние најдобрата организација со најдобра програма и супер мотивирани водачи, доколку ние не ја кажеме нашата приказна на општеството, општеството нема да знае за нас. И ќе си живееме во нашиот меур, може да бидеме многу среќни како организација, ќе работиме на квалитетот, ќе растеме органски по некој член, но нема да имаме големи резултати, препознаеност во општеството и така натаму, кои што се исклучително важни за одржлив раст. Кој што се сеќавате, една од клучните 3 столба беше одржливоста. А за да биде организацијата одржлива, мора да комуницира. Секогаш и постојано мора да комуницира. Треба да ја кажете вашата приказна не еднаш, туку постојано, социјални медиуми, други медиуми, треба да бидете постојано присутен. Треба да се запрашате колку е силен вашиот имидж, да работите на брендот. Брендот е многу повеќе од лого. Извидниците и во Македонија имаат одличен бренд. Марама, кошула, вредностите, логорскиот оган, сето тоа е
тој бренд на изведниците. Ние треба да зборуваме за тој бренд и да го промовираме колку што е можно повеќе. Маркетинг и комуникацијата треба да го рефлектира тоа што ние го правиме во нашата организација. Не треба во комуникацијата да биде старешинство или огнен. Во комуникацијата треба да бидат видливи младите луѓе као вас. Тоа треба секогаш да го имате во предвид. Како да комуницирате е исто така голема тема за која што има и може да зборуваме подетално во некој друго катче вако временско, но еден совет, запрашите се наједноставно кој што све треба да слушне за вашата приказна и кој канал или кој медиум би го користеле и почнете да развивате за тоа стратегии како комуникација ќе имате. Најважно е, пораката која што сакам да остана од таа состојка е, комуникацијата не е работа за која што се случува еднаш или one time job. Комуникацијата е нешто кое што мора постојано да трае и да го практикувате и да го негувате како одреди, како организации, заради тоа што доколку сте комуницирале најпрекрасно и најодлично и потоа имате пауза од еден месец, може тоа сериозно да го подкопа целиот успех кој што сте го претходно имале. Така да секогаш комуницирате, зборувајте и пренесувајте ја пораката. Млади луѓе, развој на млади луѓе, зајакнување на млади луѓе, развој на заедниците спреку младите луѓе, создаваме подобар свет. Четвртата состојка е силна организација. Нажалост немам подобар превод за ова или можеби вистинскиот превод би било директно добро владење, но сепак постојат неколку останати сегменти кои што не се целосно вклучени во доброто владење. Кога зборуваме за силна организација, зборуваме за моментот дека треба да има добро управување, да има интегритет. Имате најубава програма, имате супер одлично комуницирате, имате премногу следбеници на Инстаграм, популарни сте во целото општество, имате возрастни, но еден ден се разбира дека имате проневера на средства во вашата организација од чланарините. Средствата кои што се собрани од чланарините исчезнале. Се што сте работеле макотрпно со години исчезнува во истиот момент. Доброто владење е една од клучните работи кои што гарантираат одржливост и раст, и ова беше само еден екстремен пример. Самото добро владење е атрактивно за многу партнери. Доколку гледаат дека имате навистина управувачка структура, редовни избори, потоа дека имате јавно објавувате сите работи кои што ги правите, имате годишни извештаи објавени на вашата веб страна, ако имате веб страна, комуницирате на Facebook со документи, достапни се сите информации, транспарентно работите, тоа долева многу поголема доверба и кај родителите за да ги пуштат своите деца и кај партнерите да бидат ваши партнери и така натаму. Вториот сегмент е поддршката на водачите и програмата. И овде не се мисли на менаџирање на возрастните, бидејќи тоа го покривме претходно во втората состојка, туку се мисли на што правите за да таа програма се имплементира. Програмата нема потреба вашиот сојуз како одреди да ви развие програма. Може и вие самите да кажете, оке, што сакаме да направиме? Тоа сакаме да направиме. Како ќе го направиме? Ќе идеме на камп. Што ќе правиме на кампот? Ќе направиме игри. И значи вие правите програма. Тоа е извидничка програма. Мислим, тоа е многу важно да биде структурирано и да одговара на едукативните цели кои што сојузот ги има избрано за наредните 5 години, но важното е дека како одред треба вие да се осигурите дека тоа потоа е имплементирано. Односно, водачите имаат можност да имплементираат таа програма. Дека како организација поддржувате
сите идеи кои што тие ги имаат за тоа како да ја постигнат таа програма. Овде е од активности, па потоа продолжува во ресурси, дали имате опрема, дали имате финанси, администрација и како го менеджирате сето тоа. Сите тие работи се важни и прават едно множество на силна организација. И можам да ви кажам дека во еден циклус на одредите и на организациите, тоа постојано може да варира. Еден одред станува многу силен во оваа состојка, па губи, па повторно станува силен и губи, и тоа е еден вид на неконзистентност. Колку повеќе е конзистентно таа одржување на силна организација, толку одредот има поголема шанса да расте во своето членство. Петата од 7 состојки е партнерства за раст. Партнерствата овозможуваат многу поголем раст на членство и одржливост на организацијата и влијание на организацијата во својата заедница. Соработката со локалните власти е исклучително важна. Не е само заради тоа што може да бидете под општински буџет и да имате ресурси, но е бидејќи и политички соработувате и ви е вреднувано дека вие сте некој фактор во вашата заедница и работите нешто. Тоа исто така придонесува за препознавање на вашата релевантност и нови членови на крајот од денот. Не смеете да се дозволите да еднаш годишно немате состанок на кој што седнувате и викате чекајте, дај да ја видиме кои ни се на нас клучните застегнати страни. Кој уствари е на нас, кои ни се на нас таргет група, кои се засегнати страни, што можеме тие, дали комуницираме со тие засегнати страни, зашто тие засегнати страни не ни се партнери. Треба да ги вклучите што е можно повеќе од нив во вашите цели на одредот, а во одредот сите треба да бидат вклучени за целта на раст. Значи, од водач до старешината, сите треба да знаат зашто е важно дека треба да растеме и дека сите активно треба да работат на тоа. Треба да имаат чиста перспектива. Родителите се најголемите партнери на одредите. Постојат многу модели, совети на родители, клуб на родители на извиниците. Многу сојузи низ светот родителите се всушност водачите. И се неизмерна подршка, всушност едни од најважните. Тие се тие, бидејќи ние нашиот целна група ни се деца кои доаѓаат во извиници. Тие деца не може да дојдат сами, мора родителот да дозволи. Родителите мора да ги третирате како најголеми партнери. Редовно да ги известувате, вклучувајте ги во настаните, давајте им задачи. Колку што е можно. Ќе правиме камп, дали некој од вас знае да готви, ќе правиме камп, дали би сакале да држите активност. Верувајте, можеби ќе звучи чудно на почеток, децата нема да се срамат доколку родителот е во својот камп, доколку мислите дека тоа ќе биде проблем, имате секогаш опција да родителите бидат вклучени во работа за друга патрола, тоа што не е нивното дете. Зборувам кога се млади, нивните деца кога се во помалите, помладите категории во нашите одреди. И локалниот бизнис, кој што е секогаш многу важен за одредот, бидејќи придонесува значаен број на ресурси и исто така вмрежување и конекции низ вашата заедница. Бидејќи зборам веќе 5 состојки, сега повторно ќе направиме малку пауза, на која што во чатот повторно ќе ве прашам кој има интерес да вашиот одред расте според вас. Повторно во чатот одговорете ми кој има интерес да вашиот одред расте. Локалните власти, локалната самоуправа, сојузот, одлично. Кој други? Членовите во одредот сами. Младите. Заедницата.
децата. Колку поголем одред, толку поголеми капацитети да се примат повеќе деца. Во ред. Супер одговори. Дел од овие таргет групи кои што ги споменавте се всушност целната група на нашата организација. Децата, младите, тие имаат интерес нашиот одред да расте, бидејќи може да се вклучат и да имаат бенефит од програмите кои што ние ги даваме. Но многу е важно, освен нашата целна група, да при ваква вежба на рефлектирање кој има интерес, да ги барате вашите партнери. Односно, ова може да го комбинирате со идентификувањето на клучните засегнати страни. Локалната самоуправа. Зошто една локална самоуправа, зошто една општина има бенефит вашиот одред да расте? Затоа што вашиот одред вклучува нивни граѓани кои што ќе се едуцираат и ќе имаат поголем капацитет, економски ќе развијат општината, можат интелектуално да придонесат повеќе во развојот на општината, анимирани се, тргнати се од можноста за пристап кон пороци, што сите тие трендови што многу скапо може да ја чинат една општина. Значи, едниот од аспектите е економскиот аспект на крајот од денот. Другиот аспект е влијанието и the well-being, општото добро во општината. Колку имате вие повеќе граѓански организации кај што сите се вклучени, луѓето се живеат подобро, имиџот на општината е исто така подобро, водењето на политиките во општината е многу подобро, вклучувањето на луѓето во општинските работи, носење на одлуки, носење предлози, општествено корисни акции и сите една плејада на активности даваат исто така голем придонес. Така да се едни од клучните. Набројавте и од другите неколку, сите тие се точни одговори. Кога веќе ги имаме тие одговори, многу е важно да добро, значи тие имаат интерес нашиот одред да расте, што тие може да ни, кога веќе имаат интерес, што може тие да придонесат, како може. И на база на тоа може да го креирате на вашиот наратив, кога ќе им придете за тие партнерства. Општина, знаеме, немате финанси, сите општини се соочувате, но вие во ваш интерес е да нашиот да имаме повеќе. Ајде да видиме што можете. Дали може со школите, просторија со школите, дали може во рамки на училиштата да формираме клубови и така натаму и така натаму. Верувам дека најголем дел од нив ќе се сложат, бидејќи е во апсолутен нивен интерес да тие работат со вас како одред, соработуваат и ви помогнат во таа мисија. Шеста состојка е стратегија. Ова е доста кратка и јасна. Треба секој раст треба да биде планиран. Непланиран раст понекогаш може да биде многу опасен. Значи треба да имате таргет за раст, односно колку ние всушност можеме. Не треба да се изгуби квалитетот. Ние може да растеме и да, тоа сум го видел барем јас неколку стотици пати во изминатите 10 години, каде што одредот прави регрутација и од еден ден од 50 членови скокнува на 200 членови. И од тие 200 колку остануваат на крајот е прашањето. Значи треба да има таргет за раст. Таргетот треба да рефлектира приодот на тоа како ние сакаме да растеме. Сакаме да порастеме 500 членови во нашиот одред до таа година. Како ќе растеме? Патроли. Како патроли? Така и така. Што треба да направиме за тие патроли? Да обучиме водачи. Односно треба да се има план. Ако немаме план, многу е веројатно дека практикувајќи ги овие сите состојки само по себе или без план, спонтано, може да бидат опасни, бидејќи може да имаме супер голем имидж и се, но не може да го прифатиме. Соодносот меѓу сите, меѓу капацитетот на одредот да прими луѓе, односно на капацитетите на возрастни во извинништвото, добра програма, се треба да рефлектира во едниот план. И планот треба да има фокус. Точно што сакаме да постигнеме. Тоа ќе ни овозможи да бидеме поорганизирани и да можеме да видиме каде грешиме.
Многу популарно низ Европа и доста станува модерно е таа стратегија на приод на спринтови. Односно, ајде да видиме колку можеме да порастеме до септември, па потоа рефлектираме што било добро, што не било добро, како може да се поправиме и почнувате од почеток нова стратегија и нова стратегија. Ние правиме регрутација, нажалост, во Македонија од моето сеќавање, многу во само неколку одредени термини. Постојат одреди и сојузи низ светот кои што организирано прават регрутација на членови како дел од стратегии буквално секој месец. И секој месец го обновуваат и го ревидират нивниот период, разговарат за тоа што може да се направи подобро, што било добро, што не било добро и повторно се обидуваат. На крајот, седмата состојка е таргет група и пристап. Односно, ова е нешто што го возможува, е задолжително за да биде во стратегијата. Може да го видите оваа табела. Значи, ова е всушност моделот на наједноставниот модел, кој што може да го употребите за да одлучите која е вашата таргет група и пристап. Моменталниот маркет може да го видите едниот момент каде што може да растете, односно да растете во уделот на маркетот. Ние имаме во Македонија 250.000 млади, од тие 250.000 млади ние имаме 2500 во Сојуз на единици на Македонија. Значи, нашиот удел во маркетот е околу 1%. Што можеме, ако се фокусираме на моменталниот маркет, каде што растеме, да растеме во нашите одреди. Значи, одредите да земат членови. Значи, ова ако го рефлектирате на локално ниво, кој што е прилагоден оваа табела за тоа, значи, моменталниот маркет е во вашиот град во истата таргет група. Значи, работите на вашиот одред, истата таргет група, едното школо кое што ви е партнер, повторно одите таму, има доста деца кои што се уште не се членови, работите да ги вклучите. Вториот е, тоа е користејќи ги постоечките канали. Вториот нов канал. Односно, нови патроли во вашиот одред, во истата таргет група, но преку нов канал, односно нова патрола креирате. Одите во ако одите во ново школо и така натаму. Вториот модел е нов маркет. Значи, тотално нова група, ако вие користите постоечките канали кои што ги имате, тоа е нова таргет група во вашиот одред. Носите друго школо, од село кое што е во близина на вашиот град, од друг град. Се прави единица во друг град која што ја менеджирате вие и така натаму. И на крајот, диверзификацијата е нови патроли за различна група и во различни заедници. Значи, целосно структурирање на места каде што не сте веќе присутни, сакате да бидете таму присутни, нови заедници, кои што применувате нов пристап и нов канал моментално, кој што не го практикувате. И тоа всушност завршува со седмата состојка, ја завршуваме таа листа. И пред да поминеме во понатамашната задача, би сакал да прашам дали имате некои прашања кои што сакате или мисли кои што сакате да ги споделите. Гледам Ана. Така, повели Ана. Браво. Јас сакав да поставам едно прашање во врска со втората состојка, односно возрастните на изведништвото, односно повеќе прашања се. Прво, не знам, набројавте нели началници, водачи и така натаму, ама која е, ајде да кажам, возрастната граница за возраст? Дали тоа се луѓе кои што има повеќе од 18 години и дали мислите дека доколку во еден одред нема возрастни, да речеме, кои имаат по 30 повеќе години, дека потешко ќе расти и доколку одговорот е
Да, дали мислите дека е добро да некој од родителите кој што е послободен, позаинтересиран да се обучи и да се вклучи во нашата работа активно? Одлично прашање, супер прашање. Македонија е во една многу интересна ситуација, која возрастни во искуството. Само некој да благодарам. Вообичаено збориме за водачите. Во рамки кога збориме во светски во европски регион исто така во рамки искуствата се дека ние треба да се обидуваме дека водачите не треба да бидат помлади од 18 години. Така да кога се збори за возрастни во изведништвото се збори за млади луѓе над 18 години, односно полнолетни граѓани. Значи не значи дека одредот не може да расте ако нема на 30 години, се додека имате доволен број на луѓе кои што ќе работат со младите и се додека имате доволен број на луѓе кои што ќе се грижат луѓето кои што работат со младите да бидат поддржани, координирани, прашани како одат, да им се постават цели за развој за нив, за да бидат наградувани и мотивирани, се до тој момент нема да имате проблем за раст. Моментот кога ќе немате доволно број на луѓе кои што ќе работат со децата, не може одредот да расте. Доколку имате само водачи, немате луѓе кои што ќе работат со водачите, одредот исто така многу веројатно ќе има раст па пат, па раст па пат, бидејќи водачите ќе се отидат, ќе треба нови водачи, додека се дојдат нови водачи, се има дупка во тој простор, значи многу е важно да имате возрастни. Родителите апсолутно може да бидат одличен ресурс да го зголемите капацитетот во оваа состојка, односно да ги вклучите како возрастни во најразлични функции. Со оглед да заклучам, со оглед дека во Македонија водачите понекогаш се помлади од 18 години, ситуацијата е специфична и тие се тие луѓе кои што ние треба да се осигураме дека имаме повеќе од нив. Рамката границата за водач идеално би требало полека во нашата организација да ја качуваме. Зошто? Поради две причини. Луѓето кои што се од 15 до 18 години, кои што може да бидат водачи, под број 1 немаат никаква правна одговорност за да ги водат нашите деца. Втората причина е, тие се уште дел од целна група од програма. Значи, тие самите треба да бидат дел од програмата за ровери и истражувачи. Значи, себично е да бараме од нив, бидете водачи и жртвувајте во вашето време, наместо во тоа исто време тие се уште треба да учат и да се надоградуваат. Идеално е дека тие треба да бидат над 18 години, но ова е една многу сериозна и широка тема, која што не може да се реши преку еден месец, туку се решава со години и години. Не е само Сојуз на извидници на Македонија место каде што може да видите да има малолетни водачи, има многу сојузи кои што растат без никаков проблем, се додека тие се поддржани и имате доволен број од нив. Се надевам дека одговорив на прашањето. Да, фала. Друго прашање? Во ред. Супер. Доколку немаме веќе прашања, ќе побарам да се поделиме, ова е всушност крајот и да се пред самиот крај би сакале 10 минути да имаме простор каде што може да разговарате. Така да дали би можел хостот, тој е Александра, дали би можел да ги поделиме по рандом сите луѓе во различни соби, каде што ве молам во наредните 5 минути, не 10, споделите на што веќе работите и кои се вашите идеи за раст на членство по овој краток Zoom состанок.
Дали ово изводливо воопшто, Александра, извини? Мислам дека не е изводливо, затоа што баш сега пред сесијава правевме мловец со Владко дека при креирањето на Zoom евентот тогаш треба да се активира таа опција, моментално ја немаме. Нема проблем. Веднаш ќе Жалам. импровизираме. Значи, тогаш не се делиме, сите остануваме во една соба, значи овде сме. И сега ќе ве замолам, бидејќи имаме немаме голем број на луѓе, така да сме одлична мала фамилија овде. Секој од вас да ми одговори на овие прашања, доколку можете да се вклучите со звук и видео, би било супер, ако не, слободно на чатот повторно, на што веќе работите од ова и дали имате некои нови идеи за раст на членство. Со дигање на рака, накратко, на што веќе работите и дали имате некои нови идеи за раст на членство. Дарко, повели. Некој? Ана, повели. Јас би кажала конкретно за кај нас во Одрот. Имавме правевме планови за да ја направиме стратегијата, зборувавме за некои од стратешките приоритети, но се уште ја немаме изработено. Исто така, веќе работиме неколку од овие работи кои што ги спомнавме денеска, но една од главните предизвици со кои се соочуваме ние е тоа за старосната граница со водачите и преголемата динамика кај нас и кај водачите, затоа што ретко кој од нашите водачи после завршување на средното образование останува во Прилеп и многу често водачите заминува или во Скопје или негде надвор од државата и имаат прилика само 1 или 2 години, например, да водат патрола и потоа веќе ги губиме. Ние и цело време треба да обучуваме нови и нови водачи. Исто така работиме и на програмата, цело време се трудиме да имаме по-добра, по-квалитетна програма, но сепак за да ја имаме таа квалитетна програма мора да имаме и квалитетен кадар, така да сите мислам дека сите состојки се поврзани. Исто имаме идеи за раст на членството, за да соработуваме повеќе со родителите. Имавме во план и за ова пролет неколку активности, ама се тоа полека. Целосно мислам, честитки за вашата работа што работите. Целосно разбирам дека ово може да биде големо фрустрирачки, голема препрека. Повторно неколку совети, ако можам да си дозволам да дам совети. Иако луѓето си одат да студираат во друг град, во друга држава, на крајот секогаш прашете ги дали би можел нешто друго да работиш од таму, дали сакаш да останеш активен. Не работи ништо, само ќе ти инвестуваме, ќе имаме онлайн состаноци, дали имаш некоја вештина со која што може да го поддржуваш нашиот Одрот и така натаму, да остане активен. Второто е, навистина ве советувам, пробајте да ги вклучите водачите. Сега една идеја, можам да, многу специфична, конкретна идеја е, со новата ситуација на COVID, дел од сојузите одлучија дека ова е идеалното време да ги вклучат возрастните во нивната работа на одредите.
и имате прекрасни резултати од неколку сојузи, каде што ги праша извинниството моментално ќе оди онлайн. Вие као родители, ајде да направиме една краток прашалник, што работите, кој е вашето и што може да споделите вие онлайн. И на база на сите тие одговори креира онлайн програма, многу слична на ова што го организира Сојузот на извинници на Македонија и ги вклучи одредите всушност во онлайн извинништво од дома, каде што сите родители, во зависно на кој е нивното хоби, афинитет или знаење или професионално дури, даваат онлайн предавања и организираат работилници за членовите. И се надеваат дека потоа ќе бидат вклучени во кога се надам се тоа ќе заврши што е можно побрзо. Тоа е само една идеја. Така да ве охрабрувам силно размислете на тоа, треба време, нема се да оди перфектно, но дефинитивно тоа е еден од начините и еден од правците кои што треба да ги следиме. Мија? Здраво, јас сум Мија од Галеб. За првото прашање на што веќе работиме, ние изминатиот период се трудиме да сме многу активни на социјалните мрежи. Со тоа сакаме да представиме подобро програмата на младите, да стигнеме до нив и така сметаме дека кога ќе видат програмата, се надеваме дека ќе се заинтересираат, го вадиме најинтересното од извидниците и дека ќе не исконтактираат и ќе се запишат на извидници. И со тоа сакаме светот да има добра слика за нас извидниците и општо Галеб како одред. Нови идеи за раст на членство, моја идеја кај нас најмногу функционирало детето кога ќе пренесе искуство на друго другарче и потоа тоа другарче ќе се појави на извидници, па и него ќе му се допаѓа, па после тој ќе пренесе на друг и тоа мислам дека многу добра стратегија за раствање на членство. Мислам не е долготрајна, ама може да има ефект за некој минимален раст на членството. Апсолутно. Целосно. Најдобриот збор е најдобрата алатка и најдобрата мотивација. Ивана, може да сака да се надоврзи на Ана? Точно така. Прво здраво на сите. Се надевам дека сте добри. Особено после оваа сесија која што ја одржа Горан. Ти благодариме за тоа. Она што би сакала да се надоврзам на Ана е тоа на што веќе работиме, како што знаете. Започнавме со одредската извидничка онлайн програма, иако да речам, иако не одат постепено материјалите кои што ги објавуваме, бидејќи сето е тоа во зависност од слободното време кој што го имаат водачите. Сакам да кажам дека тоа е една од подобрите практики кои што успеавме да направиме во овој кризен период, бидејќи во оваа програма односно во оваа активност успеавме да ги вклучиме и активните и неактивните водачи, односно да го искористиме потенцијалот на неактивните водачи, тоест студентите кои што заминаа да студираат во другите градови и се испостави дека е супер активност. Оно што би сакале да го направиме во иднина, а тоа веќе го зборувавме на старешинство повеќе пати, е креирање на стратегија за функционирање на одредот во наредните 3 години. Тоа ќе биде најверојатно спроведено, се надевам, во наредниот период, како и креирање на план за функционирање во вонредни случаеви. Тоа е една од практиките која што се надевам дека би требало и Сојузот да ја има како водич понатаму за некоја наредна кризна состојба до која што се надевам дека нема да дојде. Исто така, како што кажа Ана, за ова пролет имавме испланирано многубројни активности кои сакавме да ги направиме, да бидат родители наспроти деца, односно активности кај што ќе ги вклучиме родителите и децата, затоа што, како што рековме, освен програмата и самите членови на извидништвото, сепак и родителите представуваат битен сегмент за понатамошен раст на една организација. Така да, многу идеи, но малку, не би рекла малку време, но би рекла кризно време, ограничени ресурси, така да се надевам дека искрено во наредниот период ќе успеаме да ги реализираме сите наши планови.
Одлично. Браво. Некој друг се надовразе или да каже нешто друго. Не гледам ниту една рака. Во ред, веќе сме всушност на самиот крај на оваа сесија. Нема да ви досаѓам повеќе. За самиот крај, за сите кои што сакате да навлезете подлабоко во темата, како што реков, ова е буквално трчање низ седмите состојки. Нешто кој што можем да ви го силно препорачам да посетите, го имате линкот, мислам дека презентацијата ќе остане, таму е линкот ставен, на на платформата за сервисите на ВОСАМ, Светската извинничка организација. Постои еден нов сервис кој што е специјално наменет за раст. На тој сервис може да најдете многу ресурси и многу инспирации кои што може да ги земете во предвид. Ги споменав дел од нив кога го презентиравме ова, кај што може да ги земете во обзир. И најважното е постои овој toolkit за раст или прирачник за раст, кој што е наменет првенствено за сојузите, но целосно е адаптабилен и за одредите и може да го користат. Во моментов е само на англиски. Силно ви препорачувам, погледнете го, истражете го кои се мали алатки и работи може да придонесат во развој на таа состојка, и доколку имате прашања, нормално сум овде во секое време да се слушнеме, да разговараме повторно, да дискутираме и да градиме заедно посилни организации со многу поголеми членства во СИМ. Од мене толку. Уште еднаш благодарам, Горан, што ја прифати нашата покана за да се вклучиш во оваа онлайн програма. Презентацијата ќе ја добиете на еден заеднички линк заедно со сите други презентации од изминатите и следните сесии, така што ќе го имате при рака за било кога и да ви притреба. Уште нешто во чат, ќе ви го пратам линкот за евалуација на сесијата, преку која што забележуваме кој учествувал на сесијата, кој ја следел, и таа ќе ви помогне при добивањето на онаа награда. Исто така би сакала, иако сме надвор од темата, да се надоврзам на делот за комуникација и за програма. Како што знаете, дел од онлайн програмата се и трибините, така што ова сабота токму имаме трибина за роверската програма. Така што мислам дека тоа е супер настан за подлабоко да ја разлабочиме таа тема. Додека пак следната недела во сабота имаме за комуникација, маркетинг, односно комуникација и брендинг, која што ќе ја води Јане Плавевски. Така што ви препорачувам на сите да учествувате на тие трибини со цел да го надоградите знаењето во тие области. Уште еднаш ќе ве замолам за евалуацијата да ја пополните. И мислам дека тоа е тоа, уште прашањето од Мија останува, така што може Мија да се вклучи за да го постави пак или пак да го дообјасни. Прашањето ми е во врска со активностите, конкретно по-детално да ни обясниш рок, до кога, кои активности и тоа. Моментално, бидејќи има два услови за добивање на наградата. Првиот е, како што кажавме, минимум 4 посетени сесии, а додека пак програмите нема одреден рок, бидејќи не знаеме кога ќе се врати извинништвото со полна пареја, односно кога ќе можеме да имаме одредски активности, национални активности и слично. Вашата задача ќе биде по завршувањето на онлайн програмата, тоа би било негде 30 мај. Треба да испратите Word документ
кој што ќе содржи предлог активности. На sim-majmunchescout.org.mk мислам предлог активностите се оставени слободно на вас, така што не знам, ако сакате да правите некоја патролна активност за развиорци, да држите некоја сесија во одредот, налик нови сесии и слично, можете слободно. Уште нешто заборавив. Следниот вторник сесијата е за проектен циклус менеджмент, така што таа сесија ќе биде можеби најважната која ќе ви помогне за изработка на тие предлог активности. Мислам, не сакавме да го употребуваме зборот проект, бидејќи звучи сериозно, така што затоа ги рековме само активности, но ќе имате можност во вторник да ги раздлабочите, да ги разработите, нели ресурси, временска рамка, сето тоа. Би сакала јас малку да ја дополнам Алекс на тема на овие предлог активности. Значи, би било супер доколку една недела по завршетокот на онлайн програмата, значи отприлика 7 дена би имале да спремите, да смислите предлог активност и да ја испратите на мејлот, деновиве очекувајте и на социјалните мрежи објава, каде што ќе има подетални инструкции за сето тоа. А предлог активност, значи, замислено е предлог, мислам, вашите активности да опфаќаат тематики или символика од досегашните сесии кои што веќе ги имавме. Веруваме дека опфативме многу теми кои што, мислам, не интересираат како извидници и теми во кои што сакаме да се надоградиме. Така што таа активност би била вие да ги едуцирате останатите на овие теми, како што некои од фасилитаторите од Сојуз на извидници на Македонија ви едуцираа вас. Значи не треба да е нешто огромно, например, да опфатите, не знам, таргет група од 100 луѓе и да ги едуцирате. Може тоа едноставно да биде еден тренинг за вашите водачи од одредот или пак некаков состанок за децата од патролата, меѓутоа да се продолжи динамиката и вие да продолжите да го споделувате знаењето со останатите. Дали е сега доволно јасно? Да, фала што ми го говорите прашањето. Супер. Епа добро, дечки, се надевам дека ќе ја пополните евалуацијата и се гледаме на наредната сесија. Горан, уште еднаш благодарам многу од моје име, од името на целиот тим и од името на целиот Сојуз на извидници на Македонија. Ви благодарам на вас, викајте ме почесто, вие сте ми омилено друштво, така да се надевам ќе се дружиме и ќе работиме заедно. Секако. Чао, чао, дечки.